Ви благодарам, подпредседателе, благодарам почитуван премиер на одговорот. Задоволна сум од одговорот. Тука како пратеник кој што исто така ја поддржа резолуцијата на ВМРО ДПМН кој што ова собрание ја усвои, ја поддржа, би истакнала дека ние не наидовме на ниту еден момент во кој што се соочуваме со пратениците од опозицијата за аргументите за или против оваа резолуција. Според мене работата на пратениците е тука во собрание, не е надвор пред некакви институции да се снимаат рилсови или видеа, тука во собрание суштинската дебата. И често имам сомнеш дали некој го мести Филипче во СДСМ, а често знам да кажам и дека тука меѓу пратениците имам чувство дека некој со некого се мести, особено кога се работи за чувствителна тема како безбедноста на граѓаните. Ценам дека е навистина небулозно и навистина лицемерно да се отварат овие прашања, но дилемите се расчистени по однос на вакви нелегални мигранти. Нема да има, ниту пак оваа влада не размислува да прима по било која основа. Кога се работи за безбедноста на граѓаните, логично ми доаѓа уште едно прашање да го отвориме пред македонската јавност, а тоа е оној проект кој што го имаме со Безбеден град или Safe City, кој што ценам дека ќе обезбеди освен спречување на намалување на сообраќајните несреќи, ќе ја зголеми и дополнително безбедноста на нашите граѓани. Започнат е пробниот период од воведување на системот на Безбеден град и постои јасен позитивен сигнал, бидејќи бројот на пациенти донесени на клиниката за травматологија е намален за околу 20%. И овој резултат според мене е потврда дека дигиталната трансформација на системот за Безбеден град може да биде клучен од едни од оние механизми за враќање на редот и дисциплината во сообраќајот, што е очекувано да дојде до значително намалување на бројот на повредени и загинати на патишта. Нешто што е значително за нас е да ги намалиме бројот на загинати, на починати лица кои што се последица на вакви сообраќајни несреќи. Па почитуван премиер, во контекст на овие позитивни индикатори, кои се вашите очекувања од официјалната примена на Безбеден град од 1 февруари 2026 година, особено кога ќе се активираат казните и ќе се прошири спектарот на прекршоци кои ќе се следат со системот, и дали планирате имплементација на Безбеден град и за други градови и општини низ државата, не само во Скопје, со цел оваа добра практика да стане стандарден дел од јавната безбедност и кај нашите сограѓани во целата држава. Ви благодарам. Благодарам. Пратеничката има дополнително прашање.